Почитувани гледачи, добар ден. 14 часот, почеток на првиот блок Отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е колешката Елена Милошевска и со нас ќе се дружите се до 17 часот и 30 минути. Денеска е Ден на Европа или Ден на победата над фашизмот. За ова ќе разговараме подоцна во вториот блок во анализата на вестите од регионот и светот со колегата Дејан Андоновиќ. Секако овој ден, како што добро знаеме, се одбележува низ цела Европа, секако и во Македонија. На почетокот би сакал да повикам колешката Елена да ги презентира денешните содржини кои што ги подготвивме за вас и со кои што се надеваме дека ќе го задржиме вашето внимание. Елена, повели. Така ти благодарам, Антонио. Добар ден уште еднаш, почитувани гледачи од мене. А сега накратко да погледнеме што е она што следува во текот на денешниот ден на програмата на 1 ТВ. Во овој прв блок, како што е веќе познат, односно во пракса, ќе погледнеме кои беа гости во вчерашниот дневник, а исто така во отворените студија во 1 ТВ. Потоа следува вестите со колегата Александар Петревски во 14 часот и 30 минути, па веќе потоа се враќаме повторно во отвореното студио 1 во 15 часот и 20 минути, каде што ќе разговарат, каде што со мене и со колегата Антонио Крстевски ќе разговараме една интересна тема со гостинот Бојан Саздов. Тоа е сајмот на книгата во Скопје. Повеќе од 70 домашни и странски издавачи. На сајмот на книгата започна вчера, а ќе трае до 14 мај. Потоа, како што спомена и колегата Антонија, ќе ги анализираме вестите од регионот и од светот со колегата Дејан Андоновиќ. Секако токму во фокусот ќе биде денешниот ден, односно 9 мај, денот победа над фашизмот, а исто така и денот на Европа. Потоа следуваат повторно вестите во 16 часот со колегата Александар Петревски, па веќе добро познатото кулинарско шоу Маја готви, незината кујна, и отворено студио во 17 часот, трет блок, ќе се дружите повторно спомени со колегата Антонио Крстевски, а темата ќе биде како до почиста и поеколошка Македонија. Навистина интересна тема која што ќе ја обработиме со нашата гостинка Татјана Чакулев. Потоа следува блокот забавни емисии, односно Звезда број 1 музичкото талент шоу, потоа нашите ексклузивци Кристина и Стефан и Сергеј Варушлија со студио Мода. И веќе вечерашното студио започнува во 19 часот и 20 минути. Овој пат ќе го отвори колешката Анета Кочишки, а ќе го продолжи колегата Александар Чомовски во 21 часот, но претходно следува дневникот во 20 часот со колегата Александар Петревски. Во отвореното студио во 21 часот со колегата Александар Чомовски, темата ќе му биде нема работници во Македонија, а ќе разговара со тројца гости, односно Кирил Барбареев од универзитетот во Штип, односно Штипскиот универзитет, потоа Антони Пешев, бизнисмен, и Мирослав Цветковски, професор во АЦУЦ. Значено дека тоа всушност денешниот ден го заокружуваме повторно со вестите во 22 часот и 50 минути со колегата Александар Петревски. Тоа е накратко она што ќе гледаме во текот на денешниот ден. Така е, ние почнуваме со оние најинтересни сечоци од односно од вчерашните отворени студија во 1 ТВ. Би почнале еве со Печат на неделата, авторската емисија на Сашо Ордановски, која што добро знаете дека се емитува секоја среда. Вчера него гости му беа градоначалничката на Тетово Теута Арифи и подпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Фросина Ременски. Главно разговорот се водеше околу метлата која што се најавува во владата, а беше најавена од страна на премиерот Зоран Заев. Ременски се осврна и на победата на председателските избори, но вели дека не е баш задоволна од бројките, што можеби и се должи на трендот на политичка апатија и немотивираност на гласачите. Според Арифи пак во вториот круг мобилизацијата била поголема и процесот на председателските избори, односно процесот на гласање, бил полесен. Да не должиме повеќе, предлагам да ги видиме најинтересните моменти од вчерашното издание на Печат на неделата.
поаѓајќи и од она локално ниво до централно ниво по анализите кои што ги имаме. И не случајно реков дека првичните резултати од првиот круг ни дадоа соодветна лекција. Ги услушавме пораките, но секако сето тоа треба сега да се преточи во одредени постапки кои што треба да резултираат со подобрување на резултатите и перформансите од локално до централно ниво. Тоа сега ќе го поразговараме. Кај вас направивте таков пресек тилта меѓу двата круга? Да, секако. И што беше главната поинта? Јас сметам дека првиот момент е фактот дека нормално кога влегувате со нови моменти и со нови идеи, не можете да очекувате, значи, одеднаш сето тоа ентузијастички да се Тоа мислите нови прифати. моменти на заедничкиот кандидат? Да, го велам тоа и тоа го велам не само во овој случај, туку го велам, знам, по моите избори лично и директно. Значи, не можете и не треба да очекувате дека тоа одеднаш, значи, ќе ги надмине сите разлики и дека ќе направи, например, промена радикална. Така да, ние мислам дека се соочивме токму со тој момент, со реакции нелесни во една ситуација кога фрагментацијата е се уште една реалност во нашите политики. Така да, сметаме дека тука не сите бројки што ги имаше кандидатот, река, значи, не може да се препишуваат само на партиите што го поддржуваат, туку и на некој моментум или што се поврзува, значи, со концептот полесно е секогаш да правите кампања фрагментирачка. Додека во вториот изборен круг мобилизацијата беше апсолутно и поголема и целиот процес беше веќе полесен во смисла на два кандидати. Не сакам да ви ја дадам таа лесна опција да се излечете на партиски мобилизации вечер. Да, значи, јасно ми е дека за избори е важно како функционираат штабови, како мобилизираат и така натаму, но сакам да ве задржам на политичките аспекти. Зошто сакам тоа да го направам? Бидејќи следува сега време на метла. И гледам дека постои една тенденција, а и во јавноста гледам дека е главниот интерес за тоа кој ќе се смени, а не што ќе се смени. И сакам да се обидам да видам што вие мислите дека сега треба да следува како поуки, како промена во владењето на оваа власт во периодот што следи. Оти гледам сега почнаа веќе во медиуми, овој ќе падне, оној министр, едно друго. Се работи за луѓе или се работи за начин на кој што ја практикувате власта? Во овој случај па и на локално и на национално ниво. Дали тие политики, дали тие поуки сте ги извадиле, тоа ме интересира. Сметам дека Оти јас знам дека сте вие доволно капацитетни да растрчате целата машинерија и да излечете уште 2-30 гласа. Да. Значи, апсолутно дека изборите ви даваат една можност да се извлечете уште повеќе поуки. И една од поуките што мислам дека е важно и да кажам позитивна е, што треба сите да ја извлечеме, е фактот дека сите ние можеме да се воздигнеме над поделбите во име на еден концепт. И фактот што тој концепт е концептот што ја прави промената веќе 2 години во Северна Македонија и се реализира со највисоката фигура што ќе треба исто така да биде представник на тој концепт. Мислите на Пендаровски како председател? Да, апсолутно, мислам дека со тоа е заокружен еден процес кој апсолутно не бил лесен и има си своја цена и во однос на гласањето и во однос на тоа колку, значи, чувствителноста на граѓаните можете, например, да им го провоцирате. И мислам дека на една страна и етничките македонци беа доста провоцирани со кампањата во целиот тој процес, ама тоа не беше исклучок дека исто така и етничките албанци беа провоцирани со една кампања. Тие покажаа што? Покажаа дека сепак без разлика на на тежината на тој процес, сите ние или мнозинството од нас и од граѓаните на оваа земја апсолутно се детерминирани, значи, на патот понатаму.
Инаку пролетната метла на премиерот Зоран Заев, за која што тој најави дека наскоро ќе почне да чисти во владиниот двор, исто така беше тема на разговори во вчерашниот дневник, а гостуваше аналитичарот Петар Арсовски. Значајно е дека тој истакна дека всушност веќе пополека се чувствува таа непријатност кај министрите, но тој исто така смета дека граѓаните не се незадоволни од начинот, односно настоката во која што се движи државата, туку од брзината и начинот на спроведување на реформите. Па во продолжение да слушнеме и да погледнеме дел од неговото гостување. Прво да видиме колкав опсек има метлата. Минатата реконструкција исто така беше помпезна. Има, мислиш, овој пат Заев го има ли тој луксус да ја се заврши таа работа на така, просто на муабет? Суштинското прашање е дали тој има луксус да си дозволи да не направи чистка. Мислам дека незадоволството кое очигледно, ако ги анализираме резултатите од последните избори, е незадоволство од динамиката, од брзината, а не од правецот во кој се движи државата. Ако премиерот сака да го забрза тој и да го подобри тој скор, мора да направи чистка. Така што тој не може да си дозволи ова да биде само козметичка промена која луѓето ќе ја доживеат како фасада, а не како суштина. Дали сметате дека требаше можеби пред изборите или малку порано да се направи оваа чистка со оглед на тоа дека во многу министерства избија скандали? Еве почнувајќи од култура, каде што и министерот први си даде оставка всушност. Мислам дека конкретниот период пред избори со закон не може да се менува голема реконструкција на владата. Дали претходно можел премиерот или не, мислам дека владачката структура дури сега разбра колкаво е незадоволството од динамиката на реформи и сега тоа станува актуелно прашање. Но мислам дека тоа што е уште поважно е не се кадровските промени најважни во така наречената метла. Најважно се смени начинот на водење на државата, начинот на менеджментот на политичката функција. Тие мора да се зафатат малку повеќе со микроменеджмент, малку повеќе со мини проекти. Знаете како кога ја биравме оваа владеечка структура, односно кога критичката јавност ја бираше, ние не ја биравме заради микропроектите, тротоарчињата и друго за кое ВМРО ДПМН беше суверен. Ја биравме затоа што се надевавме дека тие имаат капацитет да направат еден пресврт во правецот во кој се оди државата и да го гризнат и поинака култура на владење. И поинака култура на владење, таа ја гледаме. Не е спорно и дека имаат на крајот можност да го загрезат големото јаболко за спорот со украинците. Тоа го испорача, меѓутоа потребите на електоратот се менуваат како што тече мандатот и сега мислам дека владачката структура мора да свати дека тоа не е доволно. Дека сега мора да се свртат малку и поинтензивен микроменеджмент, треба да дадат нова понуда. Во основа треба да го репрезентираат својот политички производ. Дали оваа одлука денеска на владата за МТВ, каде што констатира дека професионалните стандарди не се почитуваат и загуба од 22 милиони е некаква најава за, односно некаков официјален старт на операцијата Метла? Да се надеваме. Ретки се примерите каде државна телевизија успешно функционира. ХТВ е можеби еден од ретките примери, РАИ и на прсти се бројат, кои функционираат во непазарен модел како државни телевизии. Америка, например, воопшто нема државна телевизија и по правило владата е лош менеджер. Таа е пренатрупана, прекомплицирана, предолго се носат одлуки. Да се надеваме дека е ова некаков начин, именно, значи, во МТВ не е доволно да смените директор. Вие мора да го смените начинот на кој МТВ функционира, начинот на кој се финансира, има ли пристап до рекламниот дел од колачот или нема пристап, работи ли под полупазарни услови или работи под чисто непазарни услови и така натаму. Ако е ова констатација, негативното мислење за извештајот на МТВ, најава дека таму има некакви посуштински промени, со нетрпение ги очекувам. Тука ја затвораме темата за фамозната метла која што чекаме да се случи, веќе се најавува, веќе подолг период. Преминуваме на друга тема, темата која што денеуве беше најважна и за која што најмногу се пишуваше во Македонија, регионот, Европа, па и во свет, а тоа беше историската посета на папата на Македонија. Вчера во отворено студио 1 гостуваше и Бартоломеј Кајтази, поранешен амбасадор на Македонија во Ватикан. Да видиме што кажа тој после посетата на папата Францис. Може да се каже дека го обеливме образот и дека го пречекавме папата достоинствено, срдечно, радосно и со добро и отворено срце. Добра организација. Апсолутно, вака
од страна. Да ве прашам, кога сме кај тоа околу организацијата, дали оние мерки за безбедност, затворањето на градот, тоа е шема по која се оди секогаш секаде каде што папата Така е. фатува? Тоа се стандардни мерки за безбедност кои Ги наложува Ватикан. кои наложува Ватикан. Ние бевме сведоци дека во минатото имаше немили настани, па дури и атентат и на папата Јован Павле, се сеќавате. Која служба го обезбедува папата? Значи папата има две служби. Тоа е гардата, Тоа се швајцарци. швајцарската гарда, да, и жандармеријата на Ватикан. Значи тоа се две служби кои се грижат за Тоа безбедност. жандармеријата на Ватикан е независна од италијанската, од било која, тоа си е... Тоа е посебна нивна служба која И во рамките на таа служба, предпоставам, тој секрет сервис кој... Апсолутно имат своји служби кои ги пратат сите информации, секако во содейство најпрви со Италија, бидејќи се Ватикан е обкружен со италијанската сред држава, но и со сите останати служби. А зошто швајцарците? Може ли да јавноста да ја дадеме таква тоа е информација? историск, Зошто се они гардата негова? Да, историски настан кој се случил негде во 16 век, кога франачкиот крал значи врши инвазија на тогаш не постоела Италија, туку државите кои биле на тој полуостров и доаѓа во Рим. И кога целата таа линија на одбрана се распаѓа околу папската држава, веќе во тоа време Ватикан не постоел, туку била папска држава, значи централниот дел на Италија, Лацио, регионот Лацио и некои други региони биле држава, каде што папата не бил само верски лидер на католичката црква, туку бил и монарх, значи владетел. И кога се распаѓа таа линија, и пред папата не стоел више никој, останале само една гарда од Швајцарија, која малтене и го положиле сите животите за да го заштитат папата. И од таму тогаш, како знак на верност, дека они одано го бранеле До крај, а папата ја формира таа швајцарска гарда. Додиме сега со пораките. Што е клучно што по вас треба да се запамети како порака која ни ја остави папата? Да. Значи пак ќе се вратиме на неговата функција, односно кои компоненти се состојат во неговата власт, да кажеме. Тоа е лидер на католичката црква, врховен поглавар, но и монарх, односно суверен на еден меѓународно признат правен субјект со кој остварува односи дипломатски со останатите земји. Значи во тој поглед, ако би почнале од тој аспект, он ни упати една силна порака да го негуваме она што сме. А тоа сме, како што он кажа, мост помеѓу истокот и западот. Место во кое се испреплетуваат разни култури, разни религии и разни нации. Тоа богатство кое ние го имаме, кое сме го изградили низ вековите, како што он спомна, го носиме печатот на апостолската црква, значи од времето на Свети Павле, фактички влезот на христијанството во Европа. Па и понатамошната наша историја, која знаеме понатаму како оди, доаѓаат разни освојувачи, Отоманската империја која ставила еден печат. Меѓутоа тој микс кој е настанат помеѓу народите, религиите и културите, тоа е она што ние треба да го негуваме како богатство и дека тоа е нашата предност и услов како се однесуваме према тоа и како такви ќе влеземе во иднина во семејството на европските народи. Инаку, во светски рамки се одбележува меѓународната недела на медицинските сестри, а токму главниот настан во земјава се одбележува денеска во Скопје во домот на АРМ, па така медицинските сестри сега сушност можат да бидат најгласни и да ги споделат своите проблеми и предизвици со кои што тие се соочуваат. Токму на оваа тема вчера гостинка во отвореното студио кај колешката Јана и Владко Чаловски гостуваше Горданка Бешлиовска, председателката на Сдруженијето на медицинските сестри, па во продолжение да погледнеме и делот од ова гостување. Достоинството на нашата професија го достигна дното. Значи, ние медицинските сестри најубаво го знаеме. Значи, ние немавме никаква компетенција и имплементација во здравствената политика. Значи, немавме компетентно тело кое што ќе можеше да ги донесе проблемите и да понуди решенија за проблемите наши со кои што ние се соочуваме во здравствените институции. Сме биле здружени во ниво на здружение само за едукација, кој што со години значи го третирало тој дел
и сме немале значи никакво учество во формирањето и креирањето и на дополнувањето на законите каде што и како значи треба да имаме место. Формирањето на здруженијето и на унијата, ваквата единственост, ваквата сплотеност ги сплоти сите тие здруженија кои што со текот на годините наназад се создавале парцијално. Па се создале тие здруженија на медицински сестри албанки, па се создале здруженија на медицински сестри од приватното и на таква нецелина, значи не сме имале компетентност. Ваквата единственост, ваквата унија во која што сите влеговме, како што кажа колешката, со исти цели, со иста стратегија, не донесе до еден момент кога станавме компетентни во здравствените структури. Добивме групи во работите за надополнување и изменување на законот. Значи, најважното нешто што го направивме е дека ги посетивме сите колешки ширум Македонија како здружение, како унија, и целта ни беше пред се прво да ги информираме за нашите права и за сето она кое што ние треба во болниците и во институциите како профил, како медицински сестри да го имаме испочитувано преку колективните договори, до систематизациите, до признавањето на нашето образование и до имплементацијата наша во образовниот процес како едукатори во клиничката пракса на нашите идни колешки. Во овој момент, значи, во измените и дополнувањата на законот сме вклучени, значи имаме можност да ги предложиме сите решенија за сите наши проблеми. Сметаме дека законот за нашата... Најдувате на слух или? Пас, видете, ваква единственост не може да биде неслушната. Значи, ова е веќе 5.500 членство каде што ги имате медицинските сестри, имаме репрезентативност како бројка, како фела, како унија со која што и мислам за поздравување дека средбите ни се континуирани, успеавме да добиеме место во групите за надополнување и изменување на законот и оно што е најглавната и најголемата наша цел е донесување на законот за нашата професија. Ние во моментот сме професија фела која што работиме без законот за нашата професија и за нашата дејност. Што значи тоа? Тоа значи дека нашите работни задачи на работните места кои што се нарекуваат интервенции, значи збир на нашите работни задачи, не се потврдени и утврдени. Нашите медицински сестри го работат денот онака како што нели заслужува по закон, по пропис, по меѓузависно, независно и зависно во сопствената професија. На крајот на денот имате тим од сестри кои што не задоволува по стандардите на бројот на пациентите, тоа е едно. Завршуваат со голем број на интервенции за кои што нема медицинска документација, нема запис. Ако се со различно образование, високо, средно, на крајот на месецот земаат различна плата, сите работат исто и имаат сите иста одговорност. И тоа доведува до една резигнација, нарушување на меѓуколегијалните односи и така понатака, каде што незадоволството на сестрите со средна стручна спрема е огромно заради тоа што личните доходи се многу ниски. Со овој исечок го затвораме првиот блок отворено студио 1. Со мене и со Елена повторно се гледате во 15 часот и 20 минути, но не го менувате каналот, останете на програмата на 1 ТВ, следуваат вестите со Елена Джугуманова.